доколку како политичка партија сака и понатаму да се представува дека има највисок рейтинг, а постојано гледаме дека ВМРО-ДПМН е политичка партија која може би така помалку кажано обсесивно компулсивно се однесува кон мерењето на истражувањето на јавното мислење, колку рейтинзите се важни за нејзе, може би тоа ќе биде карт бланш за премиерот Мицкоски да направи реконструкција и да им се политички заблагодари на тие министри за кои смета дека му носат негативен имидж по владеачката гарнитура. Тоа е второ. И трето се поставува прашањето доколку Арбен Таравари премине во опозиција официјално, тој како од тука па натаму политички ќе ја изостри политиката кон ВМРО-ДПМН, кон вреди гледаме веќе дека тие се разединети, односно дали Арбен Таравари ќе треба да го трасира својот политички пат меѓу двата, условно кажано, пола на етничко албанскиот политички простор, а тоа е коалицијата Европски фронт околу ДУИ и преостанатата коалиција вреди од сочинетите три политички партии, дали Арбен Таравари треба да направи политичка партија која ќе биде алтернатива под наводници на Европскиот фронт, на ДУИ и на вреди и да биде политички репрезентиран на идните локални избори, односно политички да се тестира колку му тежи гласачкото тело, а тоа да биде лакмус тест и за понатаму да прави некоја поголема политичка коалиција со останати политички партии во албанскиот блок, како што го направија тоа вреди и ДУИ, односно да имаме трета политичка стожерна партија или опција. Не, мислите дека има место за трета? Не дека има место, сакам да кажам, поставувам хипотеза и дилема и прашање дали Арбен Таравари ќе се позиционира така, надвор од двата сојуза кои гравитираат околу ДУИ и ВЛЕН, или ќе види на локалните избори дека политички, ајде да не речам ќе потоне, но дека ќе добие мал политички легитимитет